Добре дојдовте во официјалниот подкаст на Медиумскиот клуб на Никола Карев. Јас сум Никола Андонов, вашиот водител, и денеска ќе дискутираме со нашите двајца соученици на многу актуелна тема, дали подкастите треба да бидат регулирани со закон или не. Тука сум со Андреј Коцев и со Марко Мајнев, кои се двајца обични ученици кои имаат длабоко истражувано во оваа тема и се доста едуцирани за да можат да постават своји аргументи за дали треба или не треба да бидат регулирани подкастите со закон. Да те прашам нешто, Андреј Коцев, дали треба да има правни граници за тоа што може или за тоа што не може да се каже на еден подкаст? Апсолутно и потполно се согласувам дека треба да има граница што може да каже тој што го води подкастот и тој што дојде на подкастот како ја и ти сега што сме тука. Да. Што мора да има нешто што ќе ограничува што може да се зборува и зошто е тоа така, бидејќи мора пазиме да не навредиме никого. Да, ама. Значи, да. На морално или на законско ниво? На морално ниво. На морално ниво мора да се пази што се зборува. Додуша, гледај, сега живееме во едно демократско време и сега демократско право што ја да можам да кажам нешто. Да. И ти не треба тоа да го прецепираш, ти само треба да прифатиш тоа. Но бидејќи реално не живееме во демократско општество, што и да кажеш ќе бидеш прогонуван. Ќе бидеш прогонуван, затоа мора да има граница. Мора да има граница, што се каже. Да. Па јас мислам дека не треба да има граница, бидејќи ти си сепак одговорен со тоа што го збориш. Доколку забраниме со закон, тогаш, ајде да кажам, ќе се ограничи можноста на подкастите и што можат подкастите да снимаат. Ова е еден подкаст, доколку со закон се ограничат некои теми, многу од децата што би сакале да дојдат на подкастот да зборуваат, да речеме, за булинг, за сексуална определба и така натаму, не би можеле бидејќи со закон ќе бидат ограничени. А вака доколку нема закон, тој што е на подкаст, значи јас и ти, сме одговорни за тоа што го кажуваме. Ако ти кажеш нешто што е контроверзно и не е општествено повредено, онда ти треба да се сношиш со последиците. Ако има закон, тога законот те штити и те оградува да не можеш да направиш лошо дело, ме разбираш? Значи ти сакаш да кажеш дека доколку слободата на говор си ја ограничуваш со закон. Да. Ти сакаш да кажеш тоа? Да. Добре, јас сепак не би се служил бидејќи ние треба надвор да се држиме од тоа. Ние зошто са ние да ги спомнуваме, да ги делиме луѓето, етничка припадност, религија, а се збори многу за религија. Сите викаат ја почитувам религијата, ама ти со овој мал мовет ти ќе навредиш некоја религија. Да. У некоја друга религија. Пример за религија воопшто не треба да се збори бидејќи никој точно не зборува за религијата. Религијата не представува исто за сите. Исто и со сексуалната определба што зборува. Значи, тоа е сензитивна тема бидејќи имало толку подкасти што биле сензитивни. Знаеш, ги напаѓале тие луѓе. На пример LGBT. Значи, они биле нападнати претходниве години на некој подкаст или во некои клипови и затоа сега тоа ќе се спомне е сензитивна тема. Тоа да не било така, немало биде сензитивна тема и немало да има потреба да има регулација. Да. А дојдено до степен да мора да има. Ама јас повеќе се согласувам со Мајнев дека, слушај, ако има пример, гледај, сега ние правиме училишен подкаст, така? И теми ќе бидат фокусирани околу училиштето. Некои што, пример, зборат за видеоигрици, ќе имаат подкаст за видеоигрици. Ама некои, нивната цел на подкастот е да зборат за контроверзни теми, да зборат за политика, да зборат за социјални теми, знаеш, што баш влијаат во светот денеска, за некои трагедии, за религија, за вака, за така. И сега тие подкасти не може да бидат регулирани со закон, дека ако бидат регулирани ќе се загрози основното право на говор на човекот. А знаеш кои се шансите овој подкаст сега што се снима да стане вирален? Многу голем. Многу голем, ова. Значи буквално може да се отсече клип, да се постира да стане вирален и ние за што сме збореле? Ние сме збореле за пример, ајде некој пример. Па ти што збореше за религија. И ние ќе се извади од контекст. Да, ќе се извади од контекст, тоа ти кажам. Треба да си прибран за тоа што го збориш. Види, и да постои таков закон би било многу тешко да се имплементира.
и најверојатно ако државата би сакала да ги регулира подкастите со таков закон, би требало да ги исклучи сите подкасти, бидејќи реално да елиминираме скроз да ги елиминираме тие теми е невозможно, пошто еве правиме муавет на законот, а ти ја спомнуваш религијата и као што рече тоа се вади од контекст. ќе се извади од контекст, кратко клипче од 1 минута. Да. И ќе испадне дека збориме ние за религија, уствари цел подкаст е за закон. Да. И баш поради тоа, таков закон не може да се направи, бидејќи ќе треба да се елиминираат сите подкасти. А знаеш дека се подкастите голем медиум, сега во моментов најпопуларен медиум на интернетот, носат многу пари и многу од тие подкасти се едукативни, а и сепак и да останат подкастите на контроверзни теми, ќе оставиме можност луѓе да се едуцираат на таа тема. Бидејќи знаеш дека предмети во школа што зборат за сексуална определба, за расизам, за политика и така натаму не постојат. Добро. Во училиште не се збори за тие контроверзни теми. Мора да остане интернетот место каде што се збори за тие теми, бидејќи сите треба некој да се едуцираат. Небитно дали некој ќе биде навреден или не. Пошто види, тоа е навреда преку интернет, не е физичка навреда, не е нешто. А што е вашето мислење за конкретно се фативме, еве повторно го спомна за религија и за ЛГБТ. Ајде да теме религијата на страна. Што е вашето мислење за ЛГБТ? Дали мислите, имам многу поконкретно прашање. Дали мислите дека сега е очигледно нормализирано? Дали мислите зошто е нормализирано? Бидејќи се зборува за тоа. Да не се зборува за тоа, нема да биде нормализирано. Таква работа што не е нормално. Да. И сега маца сум контрадикторен бидејќи ја говорам на таа тема, викам дека треба да се регулира со закон. Да, држи вода, апсолутно. Но што е поентата е дека не се сите подкасти дебата. Знаеш, има луѓе што прават подкасти и доаѓаат познати личности и они зборат за својот живот, за својот успех. И од тој аспект подкастите ќе продолжат. Сега онако почна да збори како употребувал наркотични средства и мисли дека тоа е нормално, таа некоја позната личност, тука станува проблем. Ама генерално нема подкастите да бидат исклучени, ме разбираш? Јас мислам дека не е да толку тоа проблемот, јас мислам дека најголем проблем за подкасти кај што би требало да биде да се заземе закон, да се превземе некаква мерка е подкастите што шират говор на омраза. Дека пример има подкасти кај што некој слободно дискутира, па може да искритикува како тебе пример. И јас потполно се согласувам дека пример тие што се ЛГБТ, дека иако не гледам ништо грешно во тоа не е нормално сепак, нели? Тие се малцинство на крајот на денот. Не што се малцинство него тоа. Но пример има и некој поврзано со религијата. Да. Поврзано со религијата. Не, јас мислам дека сакам да кажам дека пример има некој што ќе прават подкаст и ќе шират некои радикални идеи, пример некои исламисти ќе шират дека сите неверници треба да умрат, некои што се пример анти-ЛГБТ ќе зборуваат дека треба сите што се хомосексуалци, што се бисексуалци дека треба да бидат убиени и истребени. Некој неонацист ќе збори дека евреите треба да бидат истребени. И пример тоа во тој случај се согласувам со Коцев дека тоа треба да биде забрането, ако е говор на омраза. Има многу тенка граница. И еве зашо сега ти рече дека се согласуваш со мене. Имам уште една причина да ти кажам зашо уште повеќе може да се согласуваш, а тоа е бидејќи има, знаеш како една тенка линија како конец што разликува слободен говор од говор на омраза. Знам. Многу таа линија е многу тенка и тоа во реченица е. А што е говор на омраза? Говор на омраза е кога ти напаѓаш одредена група и сега тоа може да биде етничка група, може религија да биде некои луѓе или одредена група на луѓе по сексуална ориентација. Да шириш идеи што ги стават во опасност. Да се закануваш на нивното постоење уствари. Ама тоа се Ама тоа може и смевање. Може и смевање. Па не би го кажал. Слобода на говор, ама не трпи последиците. Еве пример ќе го земеме за пример, не, знам дека говорникот ги трпи последиците, но што ако сите тројца се во просторијата што се неонацисти, пример, што ако тој што го држи подкастот и тој што е дојден, сега пример јас сум неонацист и вие двајца сте и сите дискутираме,
на исто нешто, не дебатираме, дека не е подкаст секојаш дебата, дека вие сега имате... Ти имаш друг. Да. Види, Он тука може да каже се согласувам со тебе, после со тебе. подкастите што се емитуваат на телевизија и на радио, уште од пред 30 години, Се регулира. се регулирани со закон. Да. Да. Подкастите кои што ти сакаш да ги регулира со закон, се Ти појавија се интернет. Сега се на појави. интернет, на YouTube пред колку? 5 години. Пред 5 години максимум. Да. И знаеш кога станаа контроверзни? Кога се Пред 5 појави години? TikTok и Instagram и Да. кога ги вадеа подкастите надвор од контекст. Ако пред 10 години кога се емитувале подкасти на YouTube сигурно, а пошто не постоела TikTok платформа, не требало закон за регулација, Добро. значи не треба и сега да има. Значи дека клиповите што се извадени на TikTok и на Instagram се ван контекст, дека целиот подкаст, ако го гледаш, нема да шири говор на омраза. Уствари, што е проблемот? Проблемот се платформите. Кај што луѓето на платформите гледаат видеа што се ван контекст, Ама тоа е се си ги психологија. зимаат за готово, Тоа е се психологија, тоа мора да се забрани. ама во школа се децата едуцирани што од мали дека не треба да Не влегуваат се- на интернет. Не се Едуцирани се. едуцирани. Значи они можеби на папир, они можеби се едуцирани. Можеби кажува дека се едуцирани, реално не се едуцирани. Не се едуцирани што тоа мора да се забрани. Еве кажа дека законот не постои. Види, Ајде. не можеш да забраниш нешто ако масата на луѓе не е едуцирана, треба да едуцираш. Ама што Не е проблемот? за кривично дело. Ти кажа дека немало закон за социјални мрежи, па од кога се појавиле, значи дека не треба пак да има. Значи законот мора да се Не е закон за подкаст, не за социјални мрежи. Да, и мора тој закон да се смени од кога се донесени социјалните мрежи, бидејќи светот се менува и мора и законот да го следи светот. Да, и јас исто Дека тоа. светот се менува, а законот не го прави светот. Ме разбираш? Да, Еве да. не е легално, наркотични средства не се легални, ама пак се користат од луѓе. Да. И тоа е факт дека светот напредува и законот треба да го следи светот. Ама пример, употребата на такви наркотични средства не е илегална. Илегално е поседување, дистрибутирање, продавање, шверцање. А инаку пример некој сега дојде да признае дека тој пример не знам конзумирал некоја дрога, Никому не тоа не е илегално. Не може да биде прогонуван Види, Не. законски за тоа. тргнеме од подкасти, треба да забраниме тотално социјални мрежи. Да, треба сите видови медиуми да ги забраниме. Пошто Да ако ги јас го регулираме. забранам подкастот заради тоа што ние сме збореле 5 минути за религија, како што зборевме преска 2 минути за религија, ако имаше закон, овој подкаст немаше да смее да излезе на интернет. Аха, сакаш да кажеш И дека сега, ако го забраниме со закон емитувањето на подкастот заради тие 2 минути кои што некој ќе ги земе ван контекст, треба скроз да ги забраниме социјалните мрежи. Пошто на социјални мрежи јас можам да отидам на Твитер да, и да пишам што сакам. така. И ќе можам да пишам говор на омраза, можам да пишам некои контроверзни мислења, што сакам можам да напишам. А дали мислиш дека треба да има закон со кој што ќе се казнуваат луѓето што ги вадат клиповите надвор од контекст? Не. Не треба. Зошто? Треба да има слобода. Ема, Мој мислам- став е Па, Дека- со оваа дискусија ние знаеш до кој заклучок дојавме, дека тие се проблемот, дека тие ги вадат клиповите види, надвор од не. Ама секој си тера своја наратива, секој си тера тоа што него му одговара. Сега пример некој што е религиозен ќе стави клип од тебе како збориш дека пример ќе стави клип од мене од подкастов дека зборам дека не гледам ништо грешно со ЛГБТ, но не се нормални. И ќе го извади тоа клипче кај што викам не гледам ништо грешно и ќе каже овој знаеш ги поддржува хомосексуалците, ова знаеш он е хомосексуалец. А пример некој што е хомосексуалец, што е дел од нели не знам тој комјунити како се вика, ќе извади клипче од тебе за како викаш дека тоа не е нормално, ќе тврди дека си хомофоб. И секој си тера своја наратива, секој си тера тоа што му одговара, секој може да се сеќа. Ама таму доаѓа да збор не цензурирање, не забранување, туку доаѓа збор едукација. Ако некој види нешто да го истражи, да мора, пример, сега имаше нешто добро што измислија Мета, Facebook, Марк Закенберг и тие, и на Twitter има community notes и факт чекери. Ако некој клипче се извади од контекст, тие ќе пишат под постот дека клипов е изваден од подолго траен подкаст и во тој долготраен подкаст нели мислењето што го искажува човекот не е исто како што тера наративата на видеото. Значи сепак мислиш дека треба да има Треба да има некаква регулација, ама кон говор на омраза.
Не, Ама кон говор на омраза. кон говор на омраза. Има, мислам дека има. Не, говор на омраза е веќе регулирано со закон. Да. Сега јас да пишам пример, На не Твитер знам. не можам ја нацизм. Сега доби некој казна, мислам дека. Судска казна дека ширел говор на омраза за хомосексуалци. Исто, само не знам од кај. Имаше на слободен печат. Да, во 2020 имаше дете од Чикаго што јавно се закануваше на полицаец што го претресува пред Starbucks. Оно у затвор 49 години кажу онлайн зборов ќе го убијам, ќе Да. ова, Ама добро, тоа е веќе Америка, тоа е веќе странство. Да се заканиш сега јас да идам и да живеам у Америка и да пишам дека ќе го утепам Трамп или дека ќе утепам Џо Бајден или некој така, ќе ме уапсат, ќе ме стават на некоја листа. Да. Тоа е и регуларно е тоа и у Европа исто. Да пишам Ангела Меркел или не знам да пишам дека ќе го убијам Борис Џонсон, ќе има проблем. Моје мислење е дека треба да се останат социјалните мрежи нерегулирани, Да. бидејќи реално остана единствено место кое што може било кој да се искаже. Да се Значи, искаже. со самата појава на социјалните мрежи, целта беше секој човек да има пристап до некоја јавност и да може да си каже своје мислење. Тоа е идејата. Тоа е идејата на социјалните мрежи. Ти ако регулираш закон, боле да ги тргнеме социјалните мрежи од постојање, него да ставаме закон. А исто има тука и дел каде што треба да сватиме дека законот е буквално вака со корупцијата. И сега ако почнеме ние да бришеме работи што не ни одговараат, тоаш некој кој ќе искритикува некој политичар од кај нас, да нешто што прави лошо, да нешто што не прави ферски, тоа он ќе може да го цензурира, да го тргне од интернетот. Знаеш, Значи, законот може да се злоупотреби, тие што се во моќ може да го злоупотребат законот. значи ние живееме у демократска држава. Па не, тоа е више друга тема, тоа е више друга тема. Регулираме со закон, Се е лажна се губи демократија. Да. Таа малце демократија што има се губи. Да. Да. Сега имам прашање за двајцата. Какво мислење имате на цензурата? На цензурата на подкасти, пример. Како пример? Наместо цел подкаст сега, ако кажам нешто контроверзно, ако те опцујам тебе или ако зборам за некој, не знам, за порнографски филмови. Добро, сега тоа малце екстремен пример, ама на вистина пример. Дали би требало само тој клип да се пип или да се тргне, или би требало цел подкаст да се отстрани од интернетот? Дали би била подобра алтернатива и дали би можеле да најдете некој компромис кај цензурата? Па искрено според мене алтернатива на законот не постои. Туку треба да си остане подкастот целиот, да нема цензура. Бидејќи со цензурата се губи целината на подкастот и тоа што сакал да го каже гостината, е пример ти што сакаш да го кажеш. Нема да дојде добро до гледачите ако пола подкаст е цензуриран. Да. Не. И пустоја многу контрадикторно, зборувавме дека за вадење клипови надвор од контекст, доколку имало цензура, ќе има уште помалку контекст, да. Не треба да го, не. Самата цензура ќе биде вадење од контекст. Не треба. Бидејќи нема да се знае што ја кажам. Да. И така стигнавме до крајот на оваа епизода на официјалниот подкаст на Никола Карев со нашите гости Андре и Марко, кои имаа одлична дискусија за дали подкастите треба да бидат регулирани со закон или не. Тука слушнавме најразлични мислења од мислењето дали треба да бидат ограничени подкастите за да може да се заштитат лицата кои се загрозени во општеството и кои што е малцинства, како што се разни религии, сексуални ориентации и така натаму. Слушнавме исто и мислење за како подкастите не треба да бидат регулирани воопшто, за да може да се зачува слободниот говор на човекот и на лицата кои ги прават овие подкасти. Очигледно е дека нема еден едноставен одговор на оваа тема, но мислам дека е битно да заклучиме дека балансот помеѓу слободата и одговорноста на водителите и на гостите е клучно.